Добар ден, драги гледачи! Повторно сме заедно во македонската кујна и денеска ќе покажеме едно од најпопуларните македонски јадења, кое секоја жена македонска знае да го прави, а тоа е гравот. Гравот може да се прави со месо или без месо. Ние го сакаме највеќе постно гравче и кога ќе го направиме во тава подпечено малце, го викаме тавче гравче. Има многу врсти на гравови и во Македонија најубав, најпопуларен грав е тетовскиот грав, затоа што е убав, голем, сладок, бргу се вари и има многу убав вкус. Гравот е многу важна храна и многу здрава храна, затоа што во него има протеин исто колку што има во месото. Исто така има фајбер, што е многу потребно за организмот, има витамин С и има многу други минерали и витамини. Гравот исто така го викаат луѓето боб или фасул. Зависи во каков дијалект луѓето зборуваат, но ние го викаме грав. Сега, пред да кажам, бидејќи го имам сварено гравот, сакам да кажам дека гравот може да се стави да кисни 2-3 сати или преку ноќ, ќе набабри убаво и многу побрзо се сварува ако го ставите да кисни. Исто така, кога ќе фати еден клjuč, кога ќе почне да вари, се истура првата вода, се измива гравот и се става свежа вода. И потоа ќе си вари на тивко 1 сат или сат и пол, зависи каква врста грав употребувате. И не треба да се превари, да се гледа зрното цело, затоа што уште малце ќе го подпечиме во тавата. Јас кога варам грав, во него ставам само суви љути црвени пиперки. И тоа е многу традиционално нешто, затоа што секој пат имало цела зима љути црвени пиперки во стариот крај и откако ќе се сварат убаво со гравот, ќе ги извадам и ќе извадам љушпата од нив и потоа ќе ги помешам со другите зарзавати што ќе ги ставиме во гравот кога ќе ги пржиме. Еве како што гледате, гравот изгледа вака, сварен, ама не е преварен, зрната се гледаат убаво, цели, и ако сакате да го правите само грав како супа, може да се остави со повеќе вода. Ако сакате да го правите во тавче, треба да се исцеди малку водата и да се остави сосема малку. Еве овдека како што гледате, јас ќе исцедам повеќето вода и ќе оставам малку и се разбира ако ви се гледа гравот дека е многу сув, можете да му додадите вода, оваа вода ќе ја чуваме за после, ако ни затреба. Сега ќе си го ставиме гравот на страна, бидејќи е сварен, и овдека ќе почнеме со приготвување на другите работи. Јас за гравот употребувам на 1 кило грав, употребувам четвртина чаша масло или 3-4 лажици масло и употребувам маслиново масло, затоа што е многу здраво маслиновото масло за јадење. Убаво е да се готви со него, а исто така да се става во салата. Откако ќе ни се стопли маслото, и се разбира, масло се употребува помалку или повеќе. Ако сакате да е помрсен гравот, ставајте повеќе. Јас сакам помалку масло да употребувам. Откако ќе се згрее убаво маслото, ќе ставиме кромид и кромидот е обично првиот зарзавач што го ставаме кога правиме било какво јадење. Кромидот има во него шеќер. И луѓе со шеќерна болест не треба да употребуваат многу кромид, се разбира. Шеќерот кога ќе дојде во додир со топлината, се излегува од кромидот и се карамелизира. Во жешкото масло ќе го ставиме кромидот да се испржи. На 1 кило кромид
граф треба 3-4 главици кромит да се стави. И се разбира, ќе треба малку трпение за кромидот, да се испржи убаво и да пушти убав мирис. Додека се пржи кромидот, можем и да го покријам малку. Додека се пржи кромидот тука, ќе ги изљупам црвените пиперки. Како што гледате, кога се сварени, многу лесно излегува љушпата. И ќе ги сецкаме малце и ќе ги ставиме во кромидот. И ако се љути, поубав е гравот, ба има луѓе што не сакаат љуто, тогаш може да стават и благи пиперки. Се разбира, пиперката е многу здраво јадење. И уште нешто сакав да кажам за кромидот. Кромидот имам во него има состојци кои се борат во организмот против лоши бактерии и против вируси. Исто така се е познато во медицината дека кромидот е многу полезен за луѓе кои имаат астма, бронхитис или луѓе што имаат артритис или реуматизам. Значи, е многу здраво да се јади кромит, а исто така и пиперката. И секако што гледате тука, имав јас доста црвени пиперки. Ке ги, цела љушпа е извадена и вака малце ке ги исецкаме пиперките и ке ги ставиме во кромидот да се пржат заедно и му даваат убава боја и мирис. Уште треба пржење на кромидот и потоа ќе додадеме бело лукче. Белото лукче, како што знаете, е природен антибиотик и е полезно да се зема секој ден. И тука имам 3 до 4 чешниња бело лукче. Колку ќе ставите лукче зависи од вас. Исто така и кромит. Кој сака повеќе кромит, може да стави повеќе, помалку, не е многу важно. Откако ќе се испржи убаво кромидот, ќе додадеме магдонос и нане. Магдоносот, еве тука како што гледате, ако е свеж, треба да ставиме пола чаша магдонос, а исто така и нането, ако е свежо, пола чаша. Ако се суви, тогаш ставаме во гравот нане суво 2 лажичиња, а магдонос ставаме 1 лажиче или по вкус, како бендисувате. Многу е поубаво кога употребуваме свежи миродии. И сега, откако ќе го испржиме убаво кромидот и ќе му додадеме нането и магдоносот, тоа се ќе се стопи во натре, потоа ќе почнеме да ги додаваме миродиите. И како што реков, за 1 килограф јас би ставила 2 мали лажичиња сол, и 1 лажиче вегета. Вегета не мора да ставаат тие што не сакаат да готват со вегета, спрема мене му дава убав вкус на гравот вегетата. Потоа ќе ставиме половина лажиче црн пипер. Ако се пиперките благи, можеме да ставиме малку буковска пипер. И на крајот, откако ќе се испржи се убаво, ќе додадеме црвена пипер и јас сакам повеќе црвена пипер, зашто му дава убава боја на гравот, околу 3 полни лажичиња. И сега нема да го пржиме многу црвениот пипер, за да не изгори. Ќе си го ставиме гравот на шпоретот, да фати еден клjuč и ќе ги додадеме сите овие
зарзавати што ги испрживме тука. Како што гледате, овој граф ќе биде многу убав и богат. Ова се ќе измешаме. Ете, има малку вода останато. Затоа што кој ќе го ставиме да се печи, водата ќе испари и може да се јади и со билјушка. Во ова земјено тавче ќе го ставиме сега гравот кој почна да вари, помешан со сите работи што ги ставивме во него испржени. И сега вака да не ми прска многу кога ќе го префрлувам, вака ќе го ставам. Ќе го наполниме тавчето. Гравот многу побаво се печи во земјено тавче, одошто во друга врста на тава. Убаво е да е полна тавата. Ете како што гледате, има убава боја и зрната се цели. И сега ќе ја ставам тавата во шпоретот да се потпечи на 350 или 400 степени уште за половина сат и ќе биде готово. Оваа тава ќе оди внатре, а готовата ќе ја извадиме и да видите како изгледа. Ете го графчето и е готово. И на крајот може да му додадите малце буковска пипер одозгора, а исто така и малку нане, како за украс. Пријатно и довидување до следниот пат. Ники, добро дојде на тавче графче. Ајде да пробаме да видиме дали го бендисуваш моето графче. Што ти беше во љубов Крајана, јас да знаев што готвеше и не ќе греде. Воа се најде многу добар ден за да ручаме заедно. Благодарам и ајде да го пробаме да видиме какво е графчето. Многу убаво се поли графчето, Јана. На македонскиот народ, знаеш, грао му е најголемо, најважното јадење. Цела зима тоа јајме. Гра, суј пиперки и суј домати. Со кај се погоди да дојде на најубавото јадење да ручаме заедно. Баш ми е драго. Ова е посно графче, а може исто така да се прави и со месо, ама не го направив денеска, со суви ребра е уште повкусно. Кој како бендиспа? Баба моја тоа правише во латвици, земнени латвици и го печеа во клава во жарта и да се вари цел ден и одеа на работа. И готово беше кога се дојде од работа. Ама во многу убаво се пули. Пробај сега да видиме дали ќе го бендисаш. Многу убаво. Ти многу убаво готвиш. Благодарам.